Како што најавивме, најбогатиот човек на светот, собственикот на компанијата Тесла, Илон Маск, го купи Твитер, една од најпознатите социјални мрежи, и веќе ја почна реформата во неа. Во ова издание, да си кажеме, го вклучуваме нашиот комуниколог Сеат Джигал. Господине Джигал, добро утро, добре дојавте во утринската на Телма. Добро утро. Како вам, како човек кој одблиску ги следи случувањата во медиумите, медиумските слободи, ви изгледа она што се случува сега со една од најмоќните, би рекол, социјални мрежи во светот, каде што голем број државници, бизнисмени прават потези, односно пишуваат твитови кои можат да го променат, да променат многу општествени случувања и да одредат насоката во која би се движеле не само земјите, туку и целата планета. Добро, може да кажеме дека ова приказна или епопеја со Илон Маск дојде своје ново продолжение и се надоврзува на она што се случуваше пред неколку месеци. Конечно се случи таа продажба и формализирање на купувањето од страна на Илон Маск, иако и тоа беше доведувано во прашање. Може да се каже дека ова е значаен настан во делот на социјалните мрежи, социјалните медиуми, кои што стануваат еден нов вид на јавен простор за јавна комуникација. И во таа смисла е мощен, важен, иако во медиумите малку е представен како некој вид на вест во форма на скандал или во форма на некакво реалити шоу, сепак се работи за значаен потек кој што има не само медиумски, не само економски, туку и политички реперкусии. Во таа смисла, она што се случува со Твитер, може да кажеме дека е еден вид на наговестување што може да се случува во комплетниот медиумски простор, не само во Соединетите Американски држави, туку и глобално. Какво наговестување според вас би можело ова да значи? Дали во смисла на дополнителна слобода на медиумите и изразувањето, бидејќи таква беше првичната најава на Маск дека сака да го ослободи Твитер од цензура, и потоа самиот призна дека сака да го ослободи Твитер исто така од влијанието на таа левица, на либералната страна, иако Твитер така и беше основан и најголем број од твитерџиите се луѓе кои имаат слободни идеали за слобода. Што би можело да се очекува сега? Какви трендови, не само како што рековте во САД, туку и глобално? Прво, треба да се подсетим малку на општествениот политички и економски контекст на оно што се случуваше пред Твитер. Тоа беше, да речеме, порастот на TikTok, во една од доминантните социјални мрежи, и во Соединетите Американски држави, во западниот, да кажем, неолибералистички систем, беше тоа дочекано, тој раст на TikTok со скепса и со сомничавост, во контекст на тоа дека собствениците на TikTok можат да бидат тесно поврзани со кинески и така натаму, така што имаше еден период на преиспитување на активностите на TikTok, прилагодување на нивната работа во Соединетите Американски држави и така натаму. Сега, ова преземање на Twitter повторно се смета како некој вид на сопоставување на овие компании од Силиконската долина, кои што се, како да кажам, поборници на слободата на говорот, на вредностите на западната цивилизација и така натаму. Сега, бидејќи оваа аквизиција, Илон Маск ја изврши преку, да кажам, соработка со некој дел од економските субјекти од Саудитска Аравија, има сомничавост дека тие преку Твитер може да влијаат повторно врз функционирањето на најпопуларните социјални мрежи, а со тоа и да влијаат негативно врз различни позитивни аспекти на социјалните мрежи. Исто така, Илон Маск со некои навестувања дека ќе го трансформира Твитер значително, пред се ќе воведе некои форми на претплатнички систем. Тоа го навести претходната недела, со тоа што побара оние луѓе кои што имаат потврден или верификуван налог или сметка на Твитер да плаќаат за тоа. Добро, тоа не ја менува суштината, дали ќе биде бесплатна мрежата или ќе се плаќаат тие 8 евра за верификуван корисник, односно за она знакче кој е заштитен знак на Твитер, е само форма. Суштината е она што го спомнавте претходно, дека
помош економска од Саудиска Арабија или неговото сваќање и поимање на слободата на говорот или на крајот на криштата неговото сметање дека Твитер го цензурира поранешниот американски претседател Трамп и клучното прашање што тука се поставува и самиот Маск се шегуваше на своја сметка велејќи дека ако наплакел по само $1 од сите прашања кои ги добил од твитерџиите, дали ќе го врати акаунтот на Трамп на Твитер, ќе заработил доволно пари да го плати Твитер. Во таа смисла повеќе ме интересира што може да се очекува и какви се навестувањата генерално по слободата на говорот во светот и влијанието на социјалните мрежи. Дали се работи за слобода на говор или повеќе за моќ и влијание? Па јас би рекол ова. Второто, пред се тоа може да го видиме и од самиот негов прв чин кога го презема Твитер, тој го распушти управниот одбор и со тоа навести, да речеме, централизирање на принципот на одлучување на се што се однесува за Твитер. Значи, се во рацете на еден човек, не само што е приватизиран, туку е толку централизиран што одлуките за Твитер, вклучително слободата на говор, како тој економски ќе функционира и така натаму, се во рацете на еден човек. И стравувањата се дека таквата централизација ќе се сведе на самоволи или на субјективни лични проценки на нивниот сопственик. Да. Во таа смисла се толкова тоа од аналитичарите како еден вид на уназадување на добрите шанси Твитер на вистина да се отвори. Тоа не мора да значи така, но сепак се покажува во праксата дека кога еден човек одлучува кој што нема некој историјат на, како да кажам, на демократско однесување во јавниот дискурс, дека тоа може малку да биде и проблематично. Да, станува збор за контроверзен бизнисмен без дилема. Во таа смисла, каде таа армија на либерални мислители, оние популарни твитерџи кои го најдоа своето место и својата платформа да си ги изразат своите ставови, би отишле, би заминале ако почне на некој начин таа централизација или да не употребам посилен збор, да не речам цензура на Твитер. Дали би се очекувало некоја нова платформа, нешто ново, нов канал каде ќе се празни таа либерална интелектуална елита која досега беше на Твитер, или пак предвидувате нешто ново? И во таа насока и би прашал дали преземањето на Твитер од страна на Маск може да влијае врз изборите во Соединетите Американски држави веќе наредната недела за членови на Конгресот и во година кога се и претседателските избори? Да, може да се каже дека со овие постапки на преземање на ново сопствеништво и така натаму најавени промени, Твитер засилено се исполитизира, значи јавната сфера и јавниот дискурс кој што се практикува на Твитер добива позначително влијание врз политиката, вклучително и на изборите. Тоа може да се види и од, ако ги погледнете изјавите една недела, две назад, дека прво ова преземање го поздравя не само Доналд Трамп, туку и поранешниот руски претседател Медведев и некои други, Кање Вест, кој што имаше неколку скандали и контроверзи назад, и се така повторно го поврати својот профил на оваа мрежа и така натаму. Значи, може да се каже дека Твитер ќе има значително политичко влијание, особено затоа и реагираат, да речеме, демократските и неолибералните медиумски центри негативно кон ова преземање, бидејќи имајќи го предвид историјатот и однесувањето, контроверзноста на Илон Маск, тие стравуваат. Тоа не мора да значи дека така и ќе биде, но тоа стекако ќе значи дека ќе има одредена политичка поларизација во која што Твитер ќе учествува значително. Во однос на првиот дел од вашето прашање, можам да кажам дека самиот Илон Маск најави значителни концепцијски промени на Твитер. Тој сака да го трансформира Твитер во една нова супер социјална мрежа по моделот на WeChat од Кина, значи каде што ние на Твитер би можеле не само да објавуваме наши содржини пораки, да разменуваме мислења и така натаму, да учествуваме во некоја јавна дебата, туку и да можеме да вршиме шопинг, да преземаме различни други тип на услуги и така натаму. Ќе видиме колку тоа ќе влијае, дали тоа ќе ја поттикне дебатата, ќе го развие Твитер како нова онлайн јавна сфера, особено во политичкиот обществениот диалог, или пак ќе превладеат овие нови, како да кажам, сервисни услуги кои што тој би ги најавил. Во секој случај, ако Твитер го намали своето учество или влијание како платформа за јавна дебата, други апликации многу лесно ќе го преземат. Тоа не мора да бидат некои нови апликации, може да речеме веќе постоечките
да го прошират, да речеме, својот делокруг на функционирање и да овозможат услуги кои што Твитер веќе ги нуди. Господин Джигал, и на крај едно конкретно прашање до вас. Очекувате ли Трамп повторно да твита, да се врати на социјалната мрежа каде што имаше повеќе од 90 милиони следачи, или ќе си остане на неговата Truth Social што ја направи како пандан на Твитер за да не се чувствува запоставен? Дали тоа ќе му биде овозможено на човекот кој најавува сериозни амбиции повторно да се врати на тронот на најмоќната земја во светот? Трамп најави дека сериозно се подготвува за кандидат за свој евентуален потенцијален втор мандат, како дел од тие политички активности, вклучително и водење на кампањи. Тој поддржува неколку кандидати на овие следни избори наредната недела во САД. Така натаму, и тој одговори на ова прашање, можеби не толку директно и конкретно, туку рече дека за сега нема да се врати на Твитер, дека ќе се посвети на развивањето на својата мрежа Truth Social и дека ја претпоставам дека барем во наредните неколку месеци тој ќе биде фокусиран само. Дали нешто ќе се промени, дали ако успешно ја развие својата мрежа, ако изборите за него се одвиваат позитивно, можеби тој ќе се приклучи во нека подоцнична фаза повторно, односно ќе се врати во Твитер како дел од некоја своја подготовка за изборите 2024. Во секој случај предстои голема битка за слободата на говорот и за независноста на медиумите. Се согласам, целосно. Господин Джигал, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Телма. Благодарам. Да, поздрав до Джигал до следното видување. Почитувани гледачи, останете со нас. Продолжуваме со редовните содржини со утринската програма на Телма. Прво малку пауза со реклами.